Ке се модернизира третирањето на комуналниот отпад со набавката на нови контејнери со чипови кои ќе откриваат кој контејнер е полн и треба да се испразни. Со ова градот Скопје ќе влезе во сосема нов третман на комуналниот отпад, како што истакна градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на денешната седница на Советот. Досега отпадот во Скопје не беше третиран соодветно. Состојбата со комуналниот отпад се базира на еден модел кој е стар 30 години. Наскоро преку дигитализација ќе се влезе во еден современ начин на работење. Она на кое што јас како градоначалник инсистирам и кај секторските раководители, меѓу другото е да во Скопје за прв пат се доловуваат вистински стандарди на контејнерите за отпад и на возилата кои што ќе ги третираат тие контејнери за отпад. Значи нема да дозволиме да имаме простор за импровизација. Веќе најавив и вие ќе бидете сведоци во наредните 10 дена до 2 недели, градот Скопје ќе започне со сериозна дигитализација и ќе оди јавната набавка за Скопје Смарт Сити. Под Скопје Смарт Сити не подразбираме само лед светла паметни, туку еден посериозен концепт. Меѓу другото, во тој концепт на Смарт Сити Скопје ќе имаме и така наречен waste management или менаџирање со отпадот во градот Скопје. Токму заради тоа, она што јас ке инсистирам кај раководителите на сектор е да контејнерите кои што ќе ги набавува градот Скопје бидат дигитализирани во смисол дека истите ќе имаат соодветни слотови за да во нив се стават чиповите кои што преку концептот на Смарт Сити Скопје ќе соопштуваат кој контејнер до кое ниво е полн. Градоначалникот Шилегов додаде дека Скопје има потреба од 7000 контејнери, а во моментот има на располагање 4000 контејнери. Возилата кои треба да се набават ќе бидат нови и специјализирани. Новите контејнери што треба да ги добие Скопје, Шилегов нагласи дека ќе бидат достапни и за лицата со посебни потреби. Со ова Скопје по нови стандарди ќе го реши проблемот со преполните контејнери што секојдневно може да се видат, а представуваат лоша слика за главниот град.